just while we're waiting for John and Betty, who are coming along very shortly in just a minute or so with Makedonski Koreni. Makedonski koreni. 356. godina pred Hristosa, Filip Tori, Olimpija, princ od svojgo dobija, pela carska ta prestolnina, naša ta makedonska, beše cela noć, makedonski koreni, do sna, do nebesa, od Egipte, makedonski koreni, sve do Indija pred falangata, makedonska, site se pokorija, makedonski koreni. 6 časot ili 18 časot i 20 minuti. Makedonski koreni se do 20 časot. Со вас и они Бети Треновски. Телефонски odbroj ne promene 97440881, poziv za Sidney 02, a SMS poruke od bilo kada u svetu na 0400 958 776. Како што и ви најавивме, денес наш, но и ваш гостин ќе не биде доктор Тања Каракамишева-Јовановска, редовен професор на катедрата по уставно право и политички систем на правниот факултет Јустинијан I, но и член на Венецијанската комисија и на многу други меѓународни комисии. Господја Каракамишева, веќе ви се чини ја имаме на телефонската линија, се надеваме дека светата ќе не послужи и нема да имаме проблем со линијата. Господја Каракамишева, добро ви утро и ви благодариме што не удостоивте да не бидете драг гостин на Македонски корени. Добро утро од Скопје, од Македонија и добро вечер до сите македонци кои живеат во Мелбурн. Навистина ми е голема чест и задоволство што сум денеска со вас и што ќе разговараме, претпоставувам, за сите оние актуелни теми кои што не мачат и нас тука и вас там. Да, само малка исправка тука, македонски корени на секаде оди во светот, меѓутоа студиото ни е од Сиднеј, така да Мелбурн не слуша преку интернет, меѓутоа главното студио ни е овде во Сиднеј. Без разлика како е да е. Одлично, значи сите поздрав до сите македонци во целиот свет. Тоа и јас сакав да го кажам, ама викам да не сгрешам случајно. Нема грешка. Поздрав до сите македонци. Зато Господ е направил ден прочка, така да све е простено. Така е, кога не е така намерено. Господја Каракамишева, на самиот почеток би ве запрашал да ни кажете дали сте член во некој од извршните тела на ВМРО ДПМН, за да знаеме во кој правец да го водиме ова денешно интервју. Не, претпоставувам сите македонци знаат од прилика дека ја водам само стручната комисија на партијата, која што се однесува на теми од политички систем. Се работи, значи, стручна комисија, стручно тело кое дава одредени насоки, стручни анализи, стручни предлози за тоа како да се надминат одредени проблеми во политичкиот, во уставниот систем на Република Македонија, но не се работи за извршен орган, не сум дел од раководната структура на ВМРО ДПМН, не сум ниту дел од извршниот комитет, ниту дел од централниот комитет, едноставно стручно помагам партијата да може во вистинска насока да ги презема работите, да ги крои политиките и се она што представува експертиза и анализа од аспект на политичкиот систем и уставното право. Помагам тука, давам одредени сугестии, но секако немам одлучувачка моќ. Ви благодариме, ја расчистивме оваа дилема, бидејќи во минатото многу не се ува дали е член или не е член. Јас реков во првата прилика, таа сама ќе ни каже, затоа го постави ова прашање. Значи и во тоа својство вие бевте на една од лидерските средби. Ние нема да говорим за тоа, само прашање беше тоа. Да, значи не, јас воопшто не бегам, многу од луѓето прашуваат и сакам да се расчисти таа дилема.
бидејќи многу и прашања има во таа насока, зошто не влијаете, зошто не кажете, зошто не направите нешто во насока да се смени некои одлучувачки, некои работи кои што се врзани со одлуки, кои што се врзани со мнозинство во ВМРО-ДПМНЕ. За жал, јас ја немам таа моќ во моментов. Значи, не сум раководна во раководните тела, не можам да влијам во таа насока, но секако дека влијам од стручен аспект. Токму затоа и председателот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Мицковски, ме покани на лидерската средба, на лидерските средби, се со цел да му помогнам во делот на правната, уставно-правната, политичката рамка врзана со организацијата на референдумот и со сите оние други аспекти кои што се однесуваат на уставниот систем, например организацијата на техничката влада, прашањето околу финансирањето на политичките партии и други теми кои што беа начинати таму на лидерските средби, за кои што видовме дека имаше позитивен епилог. Во таа смисла јас стручно му помогнав на председателот, но за жал немам политичка моќ на одлучување во можеби во идеја. Можеби понатака работите ќе се променат. Да. Патувајќи до студиово, јас размислував од каде да го почнам нашиот разговор, дали од најновите случувања или пак од почетокот на кризата, па поаѓајќи од тоа дека нашиот народ има многу мудри изреки, се одлучив одлуката да ја донесам користејќи една стара македонска изрека: куќата се гради од темел, а не од кровот, па така би започнале од изборите 2016, но така во малку пократки црти, користејќи го исклучиво словото на законот и уставот, а не словото на желби и нарачки на туѓи интереси. Но претходно да ја запрашам, дали се уште стоите на ставот дека ни тикви не сакате да садите со господинот Зоран Заев, а камоли да бидете дел од неговата влада? Да. Јас во повеќе наврати велам дека Зоран Заев е колатерална штета на еден друг сценарист кој што ни го подготви целава оваа ујдурма во државата. Зоран Заев е една обична маша која што треба да ги заврши вулканите работи на странскиот сценарист и сите знаеме за кого се работи и за што конкретно се работи. За жал, политичката партија Социјалдемократски сојуз се стави во функција на измеќар на странските интереси и таа така ќе заврши. Бидејќи секогаш се знае дека кога ќе застанеш на страната на туѓиот интерес, а не на страната на сопствената држава, кусти е рокот, политичкиот рок на употреба. Впрочем, историјата покажала во многу наврати дека сите оние кои сакаат да служат на тугинците, а не на своите, секогаш завршуваат во јамата, така што во политичката јама, да се разбереме. Да. Така што мислам дека и овде ситуацијата ќе биде таква, многу куса ќе биде употребната вредност и на Радмила Шекеринска и на Зоран Заев и на сите оние кои што прифатија да ја стават во Република Македонија во едно политичко заложништво на странски интереси и да ги кројат сите политики и сите сценарија во таа насока. Не за доброто на државата, не за економски развој на државата, не за политички развој на државата, туку за некои лични или стратешки интереси на странците кои апсолутно не се во полза на Република Македонија. Господја Каракамишева, овие работи се надевам дека ќе опфатиме покасно малку. Дајде започнеме малку од 2016. ВМРО имаше 51 пратеник, но сепак не успеа да формира влада. Горе-долу за причините сме малку запознаети, можеби не во целост, но дали вие имате информации која беше главната причина зошто тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ не успеа да формира влада? Дали тоа беше неприфаќањето само на тиранската платформа или пак имаше наредба од Калето испратено до ДУИ за да не коалицира со ВМРО-ДПМНЕ? Да, значи ова причината ни е позната дека се работи за мешавина од овие две работи. Значи имаше и наредба, но имаше и стриктен став на партијата дека нема да се прифатат ниту едно од оние барања кои беа наведени во тиранската платформа, заради тоа што македонскиот став беше, зборувам за оние македонци кои беа загрижани, дека не може платформа од туѓа држава, спакувана во туѓа држава и со под покровителство на тук премиер и на председател на туѓа држава, да биде реалност политичка во Република Македонија, бидејќи со тоа се повредува политичкиот суверенитет, независноста на Република Македонија и се става Република Македонија во подчинета позиција, што е всушност и кривично дело против државата, уривање на независноста на Република Македонија,
што е едно од најтешките кривични дела кои што се утврдени во Кривичниот законник на Република Македонија. Тој став беше јасно соопштен и на македонската јавност, но сакам да се навратам на неколку години претходно на сите оние притисоци кои ги издржа владата на ВМРО-ДПМНЕ од 2015 година до, би рекла и претходно, нели, кои што беа врзани со шарената револуција, со така наречената шарена револуција, сите оние проблеми кои што ни се појавија со пржинската влада, со уцените од Зоран Заев врз тогашниот премиер Никола Груевски во однос на бомбите кои што ги имаше, значи уцени, класични политички уцени за кои што за жал Зоран Заев не заврши во затвор, бидејќи тоа исто така сноси кривична одговорност, насилство врз политички институции, но и веле предавство затоа што се подкопуваат темелите на уставниот поредок на државата. За жал во тогашниот момент проценката на ВМРО-ДПМНЕ беше дека не треба да се оди со кривични дела, со поднесување на кривични пријави, иако подоцна имаше нели една кривична пријава насилство против институции. Меѓутоа гледаме дека целиот систем, особено правосудниот систем, беше заложник и се уште е заложник на повторно на една странска амбасада. Се мешаат странците, амбасадорите и другите лица кои што се вклучени во делувањето на амбасадата, во работата на правосудните органи, тука мислам на јавното обвинителство и секако на специјалното јавно обвинителство, кое е неуставна институција насадена криво во нашиот систем, но и насадена спротивно на уставот, но тука мислам и на целокупното судство, особено неколку судии кои што се обични марионети на странскиот интерес. И сега сето тоа кога ќе се стави на едно купче, кога ќе се види дека практично се изврши специјална војна врз тогашната влада на Република Македонија, која што беше заплашувана дека ако не се тргне, веднаш ќе се случат многу ембарга, ќе се случат многу негативни работи за Република Македонија, дека доколку не се тргне владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде страшно за Македонија, ќе пропадне како држава. Знаете, оние познати закани и уцени од страна на надворешен фактор. Видовме дека тоа раководство процени дека најверојатно треба да се биде пасивен во таа смисла и веројатно да се остават работите така како што никој друг не ги сервира и никој друг не ги наложува. Но мислам по мене дека тоа беше голема грешка на тогашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, што не покажа јасен став во смисла на тоа да се спротивстави на таквите надворешни влијанија и што прифати неуставни концепти, неуставни органи да бидат дел од нашиот систем. Со тоа практично се наруши целокупната рамнотежа во институциите на системот, се намали довербата кај граѓаните во институциите на системот, но и се наруши уставот на државата, бидејќи да се разбереме, ние немаме во уставот, не се дозволува да се формираат пршински влади, никакви влади кои апсолутно не одговараат на легитимитетот на граѓаните, значи народната поддршка е најважен момент за формирање на влада. Не може да се бара нешто што е надвор од народната волја. Понатака, тие тирански платформи кои дојдоа од надвор, исто така не се согласно уставот, не се ни согласно меѓународното право, бидејќи принципите на меѓународното право велат дека секоја држава има независност во креирањето на внатрешните политики, но и во креирањето на внатрешната правна юрисдикција и надлежностите кои што произлегуваат од уставот на самите политички институции. Така што имавме една прилично тешка мачна состојба во која видовме дека на крајот и покрај тоа што легитимитетот го доби ВМРО-ДПМНЕ на изборите 2016 година, под притисок на таа амбасада, албанскиот фактор условно кажам, подклекна и се префрли на страната на велепредавникот и формира влада како што формира. Видовме како се постави председателот на државата, бараше гаранции за тоа дека ќе се почитува уставниот поредок, ќе се почитува уставот, таа нова влада нема да прави политики спротивни на правилата на државата, но видовме дека и тие гаранции беа погазени од страна на Зоран Заев и едноставно се отиде надолу. Би рекла целата политика, целата економска политика во државата се отиде надолу. Надолу сме и сега, бидејќи
гледаме дека имаме практично сега пат позиција во смисла на тоа што се силува повторно целокупниот систем и државата да се притиска врз сите пратеници да ги прифатат уставните измени кои не се резултат на волјата на граѓаните, туку се резултат на еден октруиран, наметнат, ултимативен договорот од Преспа, кој не ја одразува волјата на мнозинството граѓани и како таков беше одбиен од страна на граѓаните на референдум. Господја Каракабишова, за референдум е малку покасно, начнавте една работа кога при доделувањето на мандатот до господинот Заев како мандатор за да формира влада, председател Иванов го услови со подпишувањето на еден вид гаранција, како што и вие самите рековте, дека со таа гаранција нема да се користи тиранската платформа и дека ќе се штити уставниот поредок на Македонија. Но и вие самите рековте дека во изминативе 2 години видовме дека таа гаранција остана само парче хартија. Бидејќи вие доаѓате од сферата на правото, што предвидува законот и уставот во вакви случаи? И кој е правниот лек за сето ова, што вака го направи Зоран Заев? Да, за жал, уставот и законите во Република Македонија не се почитуваат, би рекла неколку години наназад, значи од кога почнаа сите овие политички превирања негативни во смисла на реализација на сценариото на странците. Во Македонија веќе уставот е обична тоалетна хартија, законите па ни толку, значи никој ништо не почитува, за жал. И самата влада и самиот премиер, кога ја преземаа позицијата премиер, дадоа заклетва, така? И председателот на државата дава заклетва, и пратениците даваат заклетва, дека мора да го почитуваат уставот и законите во државата, дека мора да се почитува правниот поредок на државата. Ние сме сведоци дека не само што не го почитуваат, туку секојдневно го газат, го силуваат и едноставно делуваат спротивно на она што е утврдено во уставот. Кога се доделуваше мандатот на Зоран Заев, јас кажав дека нашиот устав, колку и да ние тоа не сакаме да го прифатиме, е многу јасен. Мнозинската партија, партијата која што има освоено мнозинство пратеници во собранието, го добива мандатот од председателот на државата. Во оној случај, ако кандидатот за премиер, за председател, не успее да состави нова влада, го враќа мандатот, но потоа уставот не кажува што понатаму. Дали е дозволено председателот на државата да дава мандат на второпласираниот кандидат за премиер, во овој случај Зоран Заев. Тоа не го предвидува уставот и јас и тогаш кажав и нели давав одредени изјави во насока на тоа дека нашиот устав не предвидува состојба на втор мандатар. Без разлика што во минатото имало ситуација таква, во времето на Киро Глигоров, кога го додели мандатот на кога нели Љупчо Ѓорѓевски го врати мандатот и потоа Киро Глигоров го додели мандатот на Бранко Црвенковски, тоа во уставот не е предвидено и тоа беше една пракса која што се направи како преседан, која што требаше и сега се повтори, но за нели уставот е многу јасен дека не постои таква пракса, не е дозволена таква пракса, но се отиде на фактот дека Уставниот суд тогаш го одобрил тој преседан и го сметал за уставен, што по мене е проблематична одлука и на Уставниот суд, бидејќи не се темели на устав, туку се темели на политичка одлука донесена во конкретен момент. Многу земји во светот, посебно во Европа, па и ако сакаме во нашето непосредно обкружување, многу јасно ги уредуваат овие состојби во уставот, се со цел да не се дојде до вакви правни, политички толкувања кои како сака. Бидејќи денеска имаме еден председател, утре може да има друг председател, еден да има толкување едно, друг да има друго и така натаму, што се создава правна несигурност во државата. Најдобро би било кога би се создал некој нов устав или кога би се пишувал нов устав, да се предвидат овие работи, како што е тоа во Словенија, како што е во Хрватска, како што е во Србија, да се знае точно што се случува кога првиот мандатар го враќа мандатот, на што е должен понатака председателот на државата да направи, да не се остава вака политички преседани да ни се, да кажам, да ни ја кројат спината политичка, бидејќи е многу важно
кој ќе биде мандатар и кој ќе ја презеде извршната власт во државата. Тоа е едно од клучните, круцијалните прашања за кои што државата мора да води сметка и тоа мора да го утврдиме во уставот. Не како што е сега, туку непредвидено, туку мора да биде јасно, прецизно формулирано во една уставна одредба. Се случи тоа што се случи, претседателот на државата го даде мандатот на Зоран Заев како второ пласиран и побара гаранции од него. Да се разбереме, гаранцијата за тоа дали се почитува устав или не е дадена во рамките на неговата заклетва. Значи тој е должен да почитува устав и закон. Зборувам сега за Зоран Заев. Бидејќи тој се заколнал при преземање на функцијата дека ќе го почитува уставот и законите. Нема поголема гаранција од уставот. Ние тој момент некако занемаруваме или ако сакаме политичарите сакаат да го започнатот тој момент дека уставот е светост, политичка светост, правна светост во државата. Ако не почитуваме правила, ние немаме држава. Ако не ги почитуваме нашите прописи, ние немаме држава. Ние имаме некој вид на творба во која практично секој може да си прави како сака и секој може да делува така како што мисли дека е правилно или така како што мисли дека е во негов интерес. Ние мораме да ја вратиме правната држава и владењето на правото на пиедестал, на највисокиот пиедестал во државата. Следната влада која што ќе дојде, следната влада која што ќе дојде, ќе мора да се нафати сериозно во надминување на овој проблем, на овој пропуст кој што се направи неколку години наназад и во повторно обновување на вербата во правото. Бидејќи ние сега сите граѓани веќе немаат верба во државата, немаат верба во институциите. Еве прашајте, дојдете во Македонија да видите како граѓаните замавнуваат со рака кога ќе им кажеме владење на право или правна држава. Ма како века сите си прават како сакаат, ова веќе не е држава. Ние мораме да ги вратиме работите назад во функција ако сакаме да се ја задржиме државата. Ние не смееме повеќе во ниту една наредна политика да правиме како што ни наложува политичкиот интерес или интересот на партијата или интересот на странецот. Не. Ако сакаме да ја задржиме државата како Република Македонија, ние ќе мора да ги почитуваме сопствените прописи, но ако сакате и меѓународното право кое што јасно ја утврдува суверената позиција на секоја национална држава, на секоја држава. Значи ние имаме и бекап и од меѓународните правила. Меѓународното право јасно укажува што е суверена држава, што е независна држава. И ние мораме во таа насока да ги почитуваме и нашите домашни правила, но и меѓународното право, ако сакаме на вистина Македонија да извлечеме од овој ќорсокак и од ова буре, би рекла, во кој што западна. Еве, земете во Австралија, вие живеете во Австралија. Дали некој политичар се дрзнува да оди спротивно на австралискиот устав, спротивно на правилата, спротивно на законите? Да, може би ќе се дрзнем и тоа утре дента тој не може да влезе веќе во парламентот на Австралија, ќе биде различен, ќе биде изборка. Значи, тоа е држава. Ние ако сакаме да правиме држава или ако сакаме да ја сочуваме државата, ние мораме да си ги почитуваме собствените правила. И не е ова затоа што јас сум професор по право па си ја бранам фелата. Ова е така затоа што така единствено така можеме да имаме своја држава. Единствено така можеме да имаме нормална држава. Се друго е заблуда. Едноставно залажување дека ние живееме во никаква суверена држава. Дополнително, што ние самите си ги комплицираме работите во Македонија, што дозволуваме соседни држави да ни се мешаат во наши внатрешни работи. Јас не можам да се изначудам како еден премиер на држава независна, самостојна, дозволува странски премиери, странски функционери да ни се мешаат во нашите внатрешни работи. Значи и бугарскиот премиер, и грчкиот премиер, и албанскиот премиер, и косовскиот премиер, ако сакате. И сите од околу наоколу ни се мешаат во тоа како ние утре ќе се организираме државата. Како ќе си ги правиме уставот, законите, нешто што е суверено право на народите, на граѓаните, на секоја суверена независна држава. Тоа е наша работа, внатрешна. Замислете да се случи ова се што се случува во Македонија и целиот свет. Пак имаме колабирање на сите држави. Нема да постојат државите, ќе имаме колабирање на поредокот. Така што ние мораме
прво работите да ги доведеме во нормала, а тоа се прави само со одговорна влада, со влада која не е корумпирана, со луѓе политичари кои не се заглавени во криминал, кои не можат да бидат оценети со никакви снимки, со никакви разговори, со никакви слики, фотографии, со ништо, едноставно нема за што да се фатат да го уценат. Само такви политичари ќе можат да излечат државата од оваа бездна. Во спротивност, ние ќе влеземе во уште поголем ќорсокак, кој што ќе не доведе во состојба да се распадне државата, никој од нас не го сака тоа, но тоа е следно. Доколку не си ги преземеме работите во своји раце. Господја Каракамишева, на сето ова што кажувате, токму поради непочитување на Уставот и законот, или со други зборови, некои го читаат, меѓутоа некои го толкуваат. Може би толкувањето на законот доаѓа до ова различно толкување, место да се чита законот. Знаете што, не само да се чита, Уставот и законите се тука да се применат така како што се напишани. Значи, никој нема право, ниту јас како експерт, ниту политичарите, ниту институциите, никој нема право да толкува Устав, дури ни Уставниот суд нема право да го толкува Уставот. Единствен орган кој што може да даде автентично толкување на закони, но не и на Устав, и тоа не е случајно, е Собранието на Република Македонија. Да, тоа е така, значи, меѓутоа еден од вашите колеги, господинот Фрчковски, закон може да даде само Собранието на Република Македонија, доколку некој закон, некоја одредба не е доволно јасна, па да каже што се мислело, што законодавецот мислел со опишувањето на таа одредба. Но не случајно се вика дека автентично толкување имаме само на закони, не и на Устав. Тоа е многу важен момент. Кај нас секој, буквално секој што има диплома или дури што нема диплома по право, толкува Устав, толкува закони, си кажува своји аргументации, си дава некои своји анализи. Не може така. Да, не може. Меѓутоа од ваши колеги, законите мора да се применат така како што се напишани. Да, Ако не се напишани добро, треба да ги вратиме на повторно пишување. Така. Да. И затоа е многу важно кој го пишува Устав. Јас се извинувам. Да. Но Уставот на Република Македонија е напишан од професори кои што не се професори по уставно право. За жал. Едниот професор е по историја, другиот професор дури не е ни правник, кога збориме за професорот Фрчковски. Он е политиколог, завршен политички науки. Значи, тој професор не може да пишува устав. Па тој го напиша. Тој е двојна прилика. Војна прилика рече дека ако во уставот не пишува дека не смееш, значи смееш да го правиш. Све што пишува дека не сме, така тој изјасни. Не. Во уставот се вели тоа што ние со уставски закон забрането е дозволено, но се знае што е дозволено, зарем ние сега ќе правиме некое ново паралелно право по примерот, по идеите на Фрчковски. Дај да не се залажуваме и да не бидеме смешни. Значи професорот може да се зборува негови милион анализи, може да се прави изјави и така натаму, но тоа не е меродавно за правниот систем. Да, меѓутоа луѓето наседнуваат на тоа. За жал, еве конкретно сега видете што се случува, какви недолози се случуваат околу референдумот. Велат, во политичката програма на ВМРО ДПМНЕ стоело дека референдумот ќе бил успешен ако излегле мнозинство граѓани и се изјасниле за. Во политичка програма може да стои буквално што политичката партија смета или мисли. Но референдумот не е на политичката партија. Референдумот е на граѓаните, на државата. Затоа се вика национален референдум. Што на национален референдум се почитуваат уставните одредби и законските одредби? Што пишува во уставот? Што е успешен референдум? Само оној, по член 73 од уставот, само оној кој што се исполнети два кумулативни услова. Првиот услов е да излезат мнозинство од запишаните избирачи во избирачкиот список, значи 903.169 граѓани да излезат на гласање и од нив половина плюс 1 да се изјаснат за референдумското прашање. Само тој референдум се смета за успешен. Тоа го пишува во уставот, тоа го пишува во законот. Не е важно дали по политичката програма на ВМРО стои така, е препишана уставната одредба или стои само еден дел. Важно е што пишува во уставот. Тоа е најмеродавното. Но гледајте сега.
буквално од завчера, од пред неколку дена, кога заврши референдумот, сите функционери на социјалдемократите ги брифираат странците дека тоа пишува на страна 295 од програмата на ВМРО. Гледајте со какви спинови, со какви небулози се занимаваат актуелни политичари, актуелни функционери на државата. Тие ги водат државните органи. Тие се представници на државата. Не може да се занимаваат со тоа што е напишано во програма на политичка партија. Програмата на политичката партија не е документ врз основа на кој се креира политика во држава. Значи, таа може да биде само насока, може да биде само идеја, може да биде само показател, но не може да биде правило, не може да биде устав или да го замени уставот и законите. Но тогаш кога има потреба од тоа, нели, за да се спинува, за да се направи некој смут во државата, тогаш се повикуваат на некои работи што им одговараат. Пазете, не ја читаат целата реченица, јас точно провери во програмата на ВМРО, не ја читаат целата реченица каде што стои политичката партија ВМРО-ДПМН нема да дозволи промена на уставно име и промена на устав заради промена на уставно име, и тоа прашање ќе се стави на референдум и така натаму. Значи, тоа не го кажуваат дека партијата е стриктно против промена на устав заради промена на уставно име, туку се фателе за тоа дека што ќе се сметало за успешен референдум. Значи, ние имаме проблем, ups and downs, значи се става работите од доле, се ставаат горе, од горе се ставаат доле, зависно од тој како му е интересот на политикантот во моментот, бидејќи овие не се политичари, овие се политиканти кои матат вода заради одредени странски интереси. Тоа е прочитана работа. Господја Каракамишева. Македонците не само туку и во диаспората ги прочитаа овие политиканти, овие манипулатори, овие тешки криминалци, ги прочитаа и јасно ни е се. И затоа на референдумот немаше, не само што немаше излезност толку колку што они очекуваа сигурно дека ќе има излезност од 900.000. Не само што нема излезност, туку граѓаните јасно им дадоа до знаење дека мора да се дадат оставки, мора да си одат од политиката. Затоа што и самиот Заев рече пред референдумот, ако не е успешен референдумот, јас ќе си одам од премиерската функција. Меѓутоа, нели, Заев е секогаш рекол порекол, Зоран зборува, Заев одрекува, така што ништо не чуди, нели, тоа е во рамките на неговата нормала, но мене ме чуди како не му е воопшто страв од тоа дека утре, задутре, кога ќе почне да функционира правото во државата, како не ги согледува последиците од собственото непочитување на уставот и на законите. Ние не смееме вака да го оставиме и нема да го оставиме. Овде кривична одговорност мора да има, за политичка да не зборувам. Така да сите овие работи мора да се расчистат. Ако сакаме да тргнеме во нормален правец, ако сакаме да имаме државата. Господја Каракамишева, вие убаво напоменавте дека во програмата на ВМРО-ДПМН на таа страна и сте го прочитале. Мене едно ме загрижува и се чуди. Следиме доста дебати во Македонија со представници на опозицијата ВМРО-ДПМН и понекогаш толку се нервирам што воопшто како да му е врзана устата на тие што дебатираат во тие дебатни емисии. Воопшто не кажуваат како што вие сега потенциравте. Да, само ако се најде прифатливо решение без промена на уставот за да се промени. Значи, никој ова не го потенцира, многу е јако. Не потенцирајќи го ова, токму зазема снага и сила Зоран Заев и неговите пајташи околу него и токму тука паѓаат на испит дел од овие кои што одат на дебатни емисии. Па сега јас не можам да зборувам во нивно име, јас зборувам така како што е напишано, така како што јас го разбирам и така како што е нормално, така како што мнозинството македонци тоа го разбираат и тоа сакаат да се случи. Бидејќи видете, во 21 век не само што не е нормално вие да менувате име на држава, име на народ, идентитет на народ, туку тоа е надвор од умот. Прашајте било каде, било кого. Посебно експерти по меѓународно право, по право на Европска унија, по какво сакате право, па и политичари.
Дали е нормално ова? Дали ова во согласност со правилата на меѓународниот поредок? Сите дојден ќе ви кажат не. Еве, затоа им благодарам многу на колегите професори по уставно право и од Шпанија, и од Англија, и од Германија, кои што пишуваат колумни, пишуваат текстови каде што не само што го критикуваат договорот од Преспа, туку јасно посочуваат кои се неговите не само слабости, туку дека тој не може да постои како документ таков каков што е напишан, затоа што се коси со сите правила на цивилизацијата, се коси со сите правила на меѓународните односи, на меѓународната политика. Дека ако ова помине еднаш, ќе помине и ќе биде преседан за многу други мали народи кои чекаат можеби во заседа да бидат окупирани на начин на кој што се окупирани македонците сега во моментот. Токму затоа и господинот Ѓорги Иванов на Генералното собрание на Обединетите нации јасно кажа дека ако сега не се заштити правото на самоопределување на македонецот, тоа ќе биде јасен сигнал до сите големи држави дека можат да го рушат, дека можат да го сказат правото на самоопределување на малите народи. И каде е тука Обединетите нации? Кај е тука меѓународната заштита? Кај се тука човековите слободи и права? Ние во нашиот случај со договорот од Преспа, но и со договорот од Бугарија, да не го заборавиме, имаме еклатантно кршење на правото на самоопределување, на секој од нас да биде дел од народ во кој што припаѓа, во кој што самиот сака да биде. Ние сме македонци затоа што сакаме да бидеме македонци. Нас никој не може да ни одземе тоа лично право, тоа фундаментално право. Така што правото на самоопределување е апсолутно, никој не може да ти го земе, освен ако ти самиот не го дадеш. И токму затоа јас сум многу горда на македонците, особено во Австралија, посебно во времето кога се организираа протестите, кога илјадници излегоа на улица и кажаа дека ние сме македонци. Тоа е една голема подршка која што ни ја даваат нас тука, која што се бориме фронтално со овие сили, мрачни сили, и ќе ги победиме, но и голема победа на македонецот во светот. Затоа што сите слушнаа, до сите допре гласот, дека македонецот не е измислена нација, не е вештачка нација, туку дека постои, затоа што сака да постои, сака да опстои. Јас сум многу горда и на вас, и на сите што се живеат во Америка и во на другите континенти, што не излеговте на овој геноциден референдум и што за среќа наша не успеа. Знаете ли што беше крајната цел на странскиот сценарист? Крајната цел беше ние самите да се самоубиеме, ние самите да си го земеме собственото достоинство, самите да се утепаме од внатре. И на крајот они ќе си ги испереа рацете со нас. На крајот они ќе кажа, ние не сме виновни. Зоран Заев ќе каже, јас не сум виновен. Јас подадов рака на Ципрас, исклучивме таков договор, меѓутоа народот на крајот одлучи. Тој одлучи, јас немам вина. Така што јас сум многу среќна. Јас до неделата ми беше срцето затворено како школка. Ми беше толку стегната душата што не можев ни да зборувам. Затоа што знаев каква опасност може да биде референдумот и конечниот резултат доколку биде позитивен за Македонија понатака и за македонците понатака. Но за среќа ние ја свативме целта, ја свативме позадината и успеавме да излеземе како победници. Никој да не може утре да ни каже вие се самоубивте, вие си го направивте ова, никој не ви е виновен. Сега затоа се толку нервозни. Затоа се толку нервозни странците, затоа се толку нервозни сите околу нив, затоа што мислат дека лесно ќе наседнеме и дека лесно ќе ни ги скршат коските и дека со нас повеќе нема да имаат никаков проблем. Но сега почнува, ние велам, битката ја добивме, но сега продолжуваме. Сега мораме да продолжиме до крај. Господја Каракамишева, сакавте нешто да ме прашате? Да, околу референдумот. Референдумот е зад нас, бројките се знаат, дека и вие, како што самите рековте, а и ние, кои што живееме надвор од Македонија, се сакаме Македонија исто колку и вие,
и навистина се сретни што така испадна. Меѓутоа, како што и вие рековте повторно, дека ова е само добивање на една битка, меѓутоа борбата не е завршена. Тие ќе пробаат или веќе пробуваат за да завршат до крај и да го спроведат она сценарио на кое што му е дадено. Мене ми е чудно и се прашува многу, воопшто не можам сам да добијам одговор. На што се темели ова голема бројка? Мораме да признаеме дека 600.000 е голема бројка, кој што се прилага на разните мешетари, кои што доаѓаат од Европската Унија, бюрократи, од НАТО и домашните велепредавници, успеа да излажат 606-609.000 македонци, албанци, без разлика кои да биле, значи луѓе кои што живеат, граѓани кои што живеат во Македонија, само на она ветувајќи им дека на границите на Македонија, доколку го смениме името, чекаат огромни пари, мети млеко таму, само вие сменете го името и парите сами ќе доаѓаат до вас. Што е тоа што ги натера овие луѓе 600.000 да излезат? Да, за жал имаше многу голем број на луѓе кои што беа заведени од едностранната кампања која што ја водеше Социјалдемократскиот сојуз. Значи тоа беше една брутална кампања, една тотална лажна, измислена кампања во која што беа уствари злоупотребени Европската Унија и НАТО за една мизерна цел, а тоа е да се смени името на државата. Значи, ние кога што на самата лидерска средба, кога зборувавме за референдумското прашање, јасно кажавме, ајде, согласно законот, еве, бидејќи вие инсистирате ова да биде референдум и за ЕУ и за НАТО, иако тоа немаше никаква потреба, бидејќи членството во НАТО над ни е веќе обезбедено со одлука. Значи, ние со 5 година донесе одлука за НАТО, а таа одлука беше потврдена и од Уставниот суд сега во февруари 2018 година, како уставна. Значи, ние за членување во НАТО немаше потреба да организираме референдум. За Европска Унија рековме дека допрва ние треба да ги почнуваме преговорите и се уште е многу рано да се изјаснуваме дали сме за ЕУ. Бидејќи тоа го прават во сите нормални држави, тоа го прават државите кога ќе завршат преговорите. Ние уште не сме ги не започнале, гледаме на лажат дека се работи за некаков скрининг, а уствари нема врска. Тоа се информативни разговори кои што се водат во Брисел, меѓутоа да не одам сега во детали. Значи, ние на лидерската средба рековме, ајде, ако толку веќе запнувате, дајте согласно законот за референдум да ставиме 3 референдумски прашања. Во недела да граѓаните се изјаснат на 3 ливчиња. Дали сте за членство во ЕУ, дали сте за членство во НАТО и дали го прифаќате договорот од Преспа. Не сакаа да слушнат. Зошто? Затоа што јасна беше намерата на власта дека како кукавички јајца сакаа да ги внесат ЕУ и НАТО за да успее референдумот за промена на името. Тоа беше толку очигледно, дури мислам дека и на мало дете му беше јасно. И затоа ние, откако Заев и Шекеринска не прифатија таков договор, рековме, ние не се согласуваме на вакво манипулативно прашање. Не се согласуваме, бидејќи тоа не е во согласност ниту со добрите практики на Венецијанска комисија, ниту е во согласност со законот, ниту во согласност со уставот. Ние не прифаќаме манипулативно прашање да биде дел од референдумската кампања. И затоа не се согласивме и се тргнавме од процесот, бидејќи тие беа толку упорни во тие незаложби. Сега се виде, уствари, што е целта, нели? Иако нас не беше јасно уште самиот почеток. Значи, за жал, имаше луѓе, имаше граѓани во државата кои се фатија на мамката, затоа што целата кампања беше многу лажна, со лажни балони, дека ќе снимале бесплатни здравствени услуги во Европска Унија, дека ќе снимале бесплатно образование во Европска Унија, дека кај да е сега одма фондовите тука ќе се отворат, пари ќе врштат. Значи, тоа таква манипулација е невидена. Таква манипулација е каснива. Вие ги лажете, ги мамите граѓаните. Тоа е криминал. И наместо да одговараат за криминалот кој што го направија, тие уште сега и се силат дека и покрај тоа што референдумот не е успешен, ќе се протне ова низуставна постапка, низуставни измени, што е недозволиво. Но, за жал, значи има граѓани кои ниту го прочитале договорот, ниту виделе кои се мамките, самките внатре во договорот, а излегоа да гласаат и гласаат за. Имаше многу такви македонци кои беа
може би допрва ќе се освестуваат, но беа измамени, беа излажани од нивните авторитети. И тие наместо да седнат и да го прочитаат договорот, тие ги слушаат Заев и Шекериска што им зборуваат. Шарените балони ги слушаат. Лагите ги слушаат. Од друга страна, имаше големи манипулации. Значи, ние утврдивме многу манипулации во самиот референдумски процес, во самиот процес на гласање. Значи, да не зборуваме за злоупотреба на буџетски пари надвор од законот, да не зборуваме за злоупотреба на странски пари кои стигнаа во Македонија. Референдумот и изборната кампања не смеат да бидат финансирани од странски влади или странски меѓународни организации. Тоа е стриктно забрането и во изборниот законник и тоа е кривично дело. Значи, странски влади или странски организации не смеат да даваат пари за референдумски и за изборна кампања. Тоа е јасно утврдено во законите. Но никој не слуша. Преку 8 милиони дојдоа од USA. Преку 5 милиони дојдоа од разни други извори, странски. И тие беа злоупотребени во Македонија на референдумската кампања. Имаме, ало се слушаме? Да, се слушаме, да. Извинам, затоа што ми звонеше нешто телефон. Да. Но исто така, морам да кажам дека имаше не само пропусти од тој вид, туку пропусти и од организацијата на самиот референдум, бидејќи многу членови на избирачки одбори, многу членови на изборните комисии подлегнаа на фалсификатот. Ставија подписи, менуваа податоци во записници. Тоа е се регистрирано. Ние имаме над кривични пријави поднесено над 200 луѓе кои се учесници во таа изборна измама и кои ќе одговараат ако не стига некој ден, кога ќе дојде, кога ќе се промени власта. Значи, 200 луѓе се фатени во изборни измами, во изборни фалсификати. Фалсификати на записници, фалсификати на подписи, менувани информации. Имаме многу информации од записници дека практично фалат или ако на пример имаме 200 гласачи на избирачко место, 250 гласале. Како може да има повеќе гласачки листчиња од тоа што е утврдено по број на гласачи во избирачко место? Значи, тешки фалсификати. Втор момент, имаме полнење на кутии, безмилосно полнење на кутии во албанските средини. Ние не смееме да кажеме дека албанците се виновни за тоа дека има голема излезност во нивните средини. Не. Албанците се злоупотребени од власта, злоупотребени од ДУИ. Тие практично биле искористени од нив, биле полнети, тие не излегле на гласање, но некој во нивно име гласал. И тоа е исто така повреда на тајноста на гласањето, исто така е кривично дело. Значи, токму затоа ние бараме не само независен јавен обвинител, туку и независна јавна истрага, која што прво може да се утврди да се формира анкетна комисија во собранието која што ќе ги утврди сите овие фалсификати, но и јавното обвинителство да си фати работата на време, затоа што ако сега не ги расчистиме овие работи со полнење на кутии, брутално кршење на избирачкото право, ние на какви избори понатака можеме да зборуваме? Значи, тоа ќе бидат барбарски избори, тоа ќе бидат африкански избори, каде што секој може да си прави што сака. Токму затоа инсистираме на тоа владење на правото, затоа што не смее да се случи некој да гласа во име на друг. Не смее да се случи некој да фалсификува записник. Не смее да се случат бугарски возови. Ние не сме веќе во 90-тите години. Македонија веќе треба да зрее и треба да ги надмене тие етички болести кои што се соочувавме првите години од транзицијата. Ние бевме сведоци на бугарски возови во времето 91-а, 94-та, 98-та, но како може сега во 2018-та ние повторно да имаме бугарски возови на избори. Подпишавме споразум за добро соседство. Да, тој договор пак е посебна приказна, каде што повторно ние сме сведени на страна која губи. Значи, Зоран Заев ја распродаде за година и пол, ја распродаде целата македонска историја, целиот македонски интегритет, целото достоинство кое што го градиме, кое што дополнително ќе го градиме во иднина. Сега треба дупло да вложиме за да ги вратиме работите назад. Значи, ги сруши сите можни национални интереси, сите можни национални црвени линии, кои што беа градени. Ја не велам дека и порано не се правело грешки. Секоја влада со работата грешала.
Но ваква стратешка грешка никој не направил до сега. Зоран Заев мора да си понесе одговорност, кривична одговорност за сите овие злодела кои што ни ги има направено на државата, на македонците, но и на македонската историја, традиција, култура. Како е можно ние да славиме заеднички празници? Не постои таква категорија. Заеднички празник може да биде само некој празник кој во иднина, не историски, во иднина. Заеднички празник на Европска Унија, заеднички празник на светски денови или на правото и така натаму. Тоа може да бидат заеднички празници. Националните празници не може да бидат заеднички. Факт е дека на Балканот ние имаме измешана историја, имаме многу луѓе, многу народи кои учествувале дел од нив учествувале во креирање на историја, на политика и така натаму. Но ние имаме јасна страна, ние македонците сме биле на страната против фашистите. Бугарите биле соработници на фашистите. Како можеме сега ние да бидеме на истата страна? И да бидеме заедни, да градиме заеднички, да имаме заеднички празници. Не може со фашист да бидеш колаборатор, соработник. Јас не сакам македонците да бидат соработници со фашистите. Како може тоа? Втор момент, како може? Мене Грк утре да ми каже, вие не смеете да дека практично вие зборувате и македонски, вие сте редентисти. И вие ни го нарушувате нашиот македонизам. Какви се тие глупости? Јас сега ова што го зборувам утре може да биде осудено од грчката влада и може да бидам казната ради тоа, согласно договорот од Преспа. Значи, каде е нашата слобода на изразување? Каде е нашата слобода на изразување? Каде е нашето право да си го кажеме нашето мислење? Значи, се работи за еден геноциден документ и двата документа по мене, со тоа што договорот од Преспа е посебно, ја би рекла исклучително геноциден, документи со кои што нас ни ги повредуваат човековите права, дури и да трнеме на страна етничка припадност. Овие документи нас ни ги повредуваат фундаменталните права и слободи. И од тука мислам дека не само што ќе бидат закопани, затоа што веќе народот си кажа, договорот од Преспа е мртов и за мене и за многу македонци кои што сочувствуваат со мене, овој документ не смее да се повтори на Македонија во иднина. Знам дека се нарушени црвените линии, но и за тоа има лек, ќе се вратат работите со една принципијална позиција, со една принципијална влада. Токму тука ми беше прашањето, господја Каракабишева. Бидејќи референдумот не успеа, кој е следниот чекор? Овде мислам само на тоа што предвидува уставот и законот, а не кои се желбите на господинот Заев. Дали сега претениците во собраниот имаат законско право, обврска или пак легитимитет и покрај противењето на мнозинството македонски народ, сепак да се осидат и да го изгласаат и ратификуваат? И уште едно прашање за да не ве прекинувам после, кој е законскиот однос, односно уставниот рок, за да може било која влада или претеници или пак било кој друг повторно да го покрене прашањето за референдумот во врска со Преспанскиот договор или пак овој договор е веќе мртов, а за нов референдум ќе треба нов договор. Така е, значи законот за референдум е јасен. И уставот е јасен, одлуката на референдум е задолжителна. Уставот не прави разлика помеѓу консултативен и задолжителен референдум, туку вели, одлуката на референдум, која што ќе биде донесена во согласност со претходниот став, а тоа значи мнозинство од двата кумулативна услова, нели? Мнозинство од запишаните да излезат и од нив мнозинство да гласаат за, таквата одлука е задолжителна. Во случајов кај нас немаме два исполнети кумулативна услова, значи одлука не е донесена, меѓутоа и таа одлука што не е донесена е задолжителна, бидејќи граѓаните рекле не. Без разлика што рекле, нели, дел од нив рекле против, но голем дел од нив не излегле на гласање, со што кажале практично не. Да сакале да гласат, ќе гласале. Значи, тие практично му кажале не на Преспанскиот договор. Од тука, оваа одлука е задолжителна за сите. Не само за мене, не само за вас, за сите, посебно за функционерите на власта. Тие сега што сакаат да го протнат договорот преку постапка на уставни измени, повторно се јалнаш. Зошто се јалнаш? Затоа што во уставот јасно стои дека само народот, само суверенот, во член 2 од уставот на Република Македонија, граѓаните се суверени во Република Македонија. Суверенитетот им припаѓа и произлегува од граѓаните. Не случајно
Тоа е утврдено во член 2 од Уставот. Во член 1 се вика дека Македонија е самостојна, независна, суверена, демократска држава. Значи државата е суверена и независна. Во член 2 веќе се објаснува кои се тие што се суверени. Носителите на државата, така, кои се тие? Граѓаните. Граѓаните се суверени. Од тука суверенот веќе си одлучи на 30 септември. Дека е против договорот. Ние во нашата држава правиме или мешаме намерно две категории. Едната категорија е суверенот, граѓаните, другата категорија е власта која произлегува од суверенот. Значи, ако суверенот тебе ти даде мандат да одлучуваш, власта ќе одлучува. Ако не даде суверенот мандат на власта да одлучува, власта не смее да одлучува. Не смее. Од тука, ако суверенот на 30 септември кажал не на договорот од Преспа, власта не смее да одлучува за договорот од Преспа и не смее да се прави луда дека не го слуша суверенот, граѓаните. Така што секоја постапка понатаму, во насока на промена на Уставот, ќе се смета за насилна промена, без разлика што тие ќе отворат постапка за промена на Уставот како ништо да не се случило. Но тоа е насилно, брутално кршење на суверената волја на граѓаните. И тоа ќе биде казнево и ќе биде казнето. Значи, вториот момент кој што е врзан и кој што е исто така многу важен, а за кој што не спомнав претходно, на референдум не смее да стои прашање кој е спротивно на меѓународното право и спротивно на Уставот. Ние со договорот од Преспа се сакаше, или интенцијата на власта беше, преку договор да се направи промена на Устав. Не, Уставот е тој кој што е над договорите. Уставот е тој кој што е прв во правната хиерархија на актите. Во нашата држава прво е Уставот, па потоа се друго. Меѓународните договори, билатералните договори мораат да бидат во согласност со Уставот, а не обратно. Договорот да му се наметне на Уставот и да му наложува како треба и што треба да се промени во Уставот. Тоа е една таква бркотница во правниот систем што јас се чудам, затоа што ние немаме такви правила на бркотници. Ние не смееме да ги прифатиме, затоа што тоа може да биде опасен преседан за војднина. Втор момент, како што кажав, договорот од Преспа како спротивен на меѓународното право и спротивен на Уставот не смееше да биде дел од референдумското прашање. Јас тоа и на лидерската средба му го укажав на премиерот. Вие не смеете да ставате на референдумско прашање договор кој е спротивен на меѓународното право и на Уставот. Тој се правеше наудрен, дека не слуша. Се правеше наудрен дека не слуша, дека нема право да менува уставно име. Име на држава, име на народ. Не смеете, викам, вие сте премиер. Вие не смеете тоа да го правите. Не смее тоа да го прават ниту пратениците. Немаат мандат за таква работа. Вие не сте излегле со изборна програма, кај што сте напишале дека ако дојдеме на власт, ќе смениме уставно име и ќе смениме име на народ. Дали тоа сте го напишале во вашата изборна програма? Ми рече не. А викам, од каде ви е тој мандат? Од каде ви е тоа властување? Кој ви го даде? Вие треба да постапувате во согласно со волјата на граѓаните, не надвор од волјата на граѓаните. Но не слушаат. Тоа се една инструирана банда која што буквално оди, тера како што им е наредено. И тие ќе тераат до крај, мене ми е јасно. Но, ние мораме да бидеме на бранникот на татковината, ако сакаме да успееме, да го спречиме овој процес. Втор момент, значи сега ќе одиме понатака. Може би, предпоставувам, ќе се отвори постапка за промена на Устав. Мене многу ми е интересно, ги заведуваат пратениците, ги инструираат пратениците, ги оценуваат, дури слушаме и некои пари дека се нудат. Ја не можам да навлегувам затоа што не сум видела, не сум чула, не знам. Само се шпекулации, дека се нудат големи пари, големи износи, така натаму. Пазете, им се дава обврска на пратениците да гласаат на нешто за што уште не го виделе. Никој нема појма во државата што се тие уставни измени. Во кои делови се? Договорот од Преспа вели преамбулата ќе се менува членот 3 за територијалните граници и ќе се менува членот 49. Кај што сте спомнати вие, нашите сонародници кои што живеат во диаспората. Ајде тргнеме од тука. Што сакаат они? Нас да не изолираат од вас?
Нема шанси. Значи, ние не смееме да прифатиме да бидеме северни македонци, а никој од надвор, нашите сонародници, кои што се сигурно повеќе од 4 милиони, зборувам за вкупно македонци во целиот свет, да бидат македонци, да останат македонци. Бидејќи јас сум сигурна дека утре никој нема да дојде да земе пасош од Северна Македонија. Вие, еве, како македонец што живеете во Австралија, би дошле во Македонија да земете пасош од Северна Македонија? Никогаш. Не. Никогаш, така? Па тоа е целта. Тоа е целта. Значи, целта е сонародниците од Егејска Македонија да останат македонци, бидејќи тие ќе имаат право, ексклузивно право да си го користат македонизмот и Македонија и македонското, затоа што се дел од хеленската цивилизација, затоа што живеат во регионот на Македонија кој ќе му биде дозволено да зборува за Македонија како дел од хеленската цивилизација од антиката до денес, но на нас нема да ни биде дозволено, ние ќе бидеме новата творба, новиот народ, северен македонски, новата држава, северно македонска, со нова историја. Вие нема да прифатите такво нешто, што значи ние ќе останеме тука неколку илјадници, колку сме македонци, еве милион нека сме, милиони нешто, ќе останеме северни македонци, кои немаме да имаме веќе контакт со вас, во смисла, нема да смееме да ви даваме поддршка, ниту па вие нас, поддршка за разноразни културни здруженија, традиционални здруженија, бидејќи ние ќе бидеме друго, така ќе пишува друго, нели дека ние сме северни македонци. Тоа е целта, да не асимилираат во време, во 21 век, да не асимилираат, да не отргнат, да не отуѓат. Тоа не смееме да го дозволиме. Затоа бараме поддршка од сите македонци низ целиот свет, да се чуе ова што го зборувам, затоа што тоа е целта. Да не отргнат, да не отуѓат и да не спречат во намерата да си бидеме тоа што сме, со векови, од прабаба, прадедо, прапрадедо, прабаба, за мене зборувам, сигурно сите македонци се исто, да не спречат во намерата да си бидеме тоа што сме. И втор момент, не можам да разберам, значи, што им смета Аснов? Аснов е нашиот најсвет празник. Одлуките на Аснов фактички ја потврдуваат нашата државотворност. Панко Брашнаров и сите други ќе донесоа тие одлуки со цел да се конституира Македонија како независна самостојна држава. Тоа ли им смета? Волјата на македонецот кој што е изнесена на првото заседание на Аснов да си бидеме независна самостојна држава, тоа сакаат да го сменат. Сакаат да ги тргнат одлуките на Аснов. Аснов им бил иредентистички. Замислете, затоа што зборуваме за самостојна независна држава. А тие зборуваат за Македонија од 1988, а ние зборуваме 1945. 40 години после нас они зборуваат за Македонија. И ние сега сме тие што треба да се откажеме. И ние сме иредентистичка нација и вештачка творба. Само ние ако си го дозволиме тоа. Само ако ние кажеме да, така е Грци. Вие сте тие Господја Каракамишева, родоначалниците на македонизмот, а ние сме некоја вештачка творба која што не создала Бугарија или Коминтерната или што и да. Господја Каракамишева, вината може би во нив, меѓутоа јас не би ги толку обвинувал нив колку што самите ние македонците треба да се обвиниме. Само да се наврати времето, некако не губи, ни остана уште многу непокриени работи. Знам дека имате поднесено представки за изборот на председател на собранието Талат Џафери, понатака има и други работи. Кривични пријави, имате поднесено одговор, нема, Уставниот суд се уште молчи, па би ве замолил во една друга прилика да се слушнеме и повторно да ги изработиме овие работи. Само едно подсетување, бидејќи имаме и неколку од слушателите кои што се јавија меѓувремено и поставија неколку прашања, Бети ќе ви ги постави. Иначе само да констатираме дека воопшто не можеме ние да научиме лекцијата од минатото. Не можеме да се учиме на грешките. Да се подсетиме дека само на овој податок, на вчерашен ден пред 23 години, владата предводена од СДСМ го промени државното знаме на Република Македонија со цел да влеземе во Европската унија и НАТО. Еве не после 23 години повторно седиме пред вратите на Европа и НАТО со невиден притисок за да го смениме името и идентитетот за да ќе влеземе во НАТО. Дали вредат овие понижувања? Направивме Охридскиот рамковен договор само да
влеземе во НАТО, го направивме законот за територијална поделба, кај што направивме касапана од територијалните граници на општините. Значи ние имаме едно брутално со закон, нели за жал, брутално асимилирање, би рекла, на сите македонски општини со преку вештачко прекројување на границите и асимилирање на македонците во тие општини. Значи сето тоа беше направено во име на Европска унија и НАТО и ништо не добивме од тоа. Напротив, гледаме дека тапкаме во место. И кој ќе ни даде гаранции дека ако сега го промениме името и ако направиме такви драстични промени во уставот, нас веднаш ќе ни бидат отворени границите и на НАТО и на ЕУ. Јас не слушнав ниту една од гаранција од тие кои што дојдоа и кои што ме посетија во референдумската кампања. Тие си имаат своја агенда и сакат да се дотуркаат нивната агенда. Само јас не можам да ги сватам заев како наседнува. Тие си имаат агенда да си ги населат мигрантите во државата кај нас, тие што не ги бива за ништо, тие што веќе ги процениле дека треба да бидат пратени. Ние ќе си бидеме тука една сива зона, територија добра за покривање на мигранти, на бегалци од разни средини. Јас не сум против бегалците, не сум против мигрантите, но сум против оваа дволична лицемерна политика на Европска унија, која наместо да си ги санира последиците од своите лоши проценки, од лошите политички чекори кои што ги направи, сака сега некој друг тоа да го направи, односно да си ги префрли своите грижи на некоја друга држава. Извинете, јас ниту ги започнав војните во Сирија и на други места, ниту Македонија ги започнала тие војни, ниту Македонија сака да ги трпи последиците од тие војни. Јас сум да се помогне, да се биде солидарен на луѓето кои што бегаат од војна. Меѓутоа, ние знаеме дека има многу граѓани, има многу луѓе кои не се од тие воени подрачја, туку се од економски мигранти кои бегаат од некои други причини, заради кои што е виновен Западот, не сме виновни ние. И сега зошто јас да ги соберам тие луѓе и зошто јас да ги хранам тие луѓе? Ја разбирам да се грижиш за воени бегалци кои избегале од војна за одреден временски период. Ја знаеме, ние бевме солидарни и ги отворивме границите кога беше конфликтот во Косово во Србија, така? Да. Ние примивме илјадници албански емигранти кои што дојдоа кај нас. И после тоа гласаа за Црвенковски. Во догледно време да ни бараат права. Македонија ќе има само 20, ако ја читате стратегијата на Европска унија за Западен Балкан, ќе видите. Значи, нас, Европската унија ќе ни дава само 20 евра дневно по човек. Што е 20 евра дневно? Не можеш да ги нараниш со тие пари, а камоли да му обезбедиш здравствени услуги, да му обезбедиш образование, да му обезбедиш хигиена, основни елементарни услови. Така што они си ја имаат математиката. Нашата математика каде е? Ние немаме математика од целиот овој процес. Господја Каракамишева, а дали би се сложиле да се договориме во наредниве неколку денови за уште една ваква среда, бидејќи има многу. Ги изоставивме случувањето од 27 и оние кои што се обвинуваат за тероризам. Па и многу други работи кои што има, да, јас верувам, политика е непресушен извор на податоци. Да, понатака иницијативата за уништување на ВМРО ДПМН, имам информација дека ќе се бара преку закон да се поништи ова политичка партија и да делува, подпомогната од бирократите и меѓународната заедница. Затоа, дали ево на нашите слушатели му ветувате дека повторно можеме да закажеме друга средба, ќе се договориме за кој ден, а пред тоа Бете има 2-3 прашања, ми се чини слушатели. Да ги удоволиме дел од вечерашниве наши слушатели и нивната загриженост. Господја Каракамишева, додека вие говоревте, меѓувреме имавме дел најавувања со прашања од наши слушатели. Некои беа опфатени досега, некои прашуваат за истото. Одвоив прашања од двајца слушатели, двете прашања имаат сличности. Во интерес на времето ќе ви ги пренесам истовремено. Слушателот Војо прашува: кој е вашиот став за поголемиот дел од новинарите кои на дебатните емисии се поставуваат во улога на
порпароли на власта. И второто е од слушателот Зоран кој прашува зошто 95% од македонските новинари, како и некои така наречени аналитичари, на дневна база ги верглаат изјавите на странците, во кои спаѓаат странските амбасадори и бирократите од Европската Унија и НАТО, а ги игнорираат или испревратуваат изјавите на таткото на нацијата, председателот доктор Ѓорѓе Иванов, како и изјавите на лидерите на сите политички партии кои застанаа во одбрана на уставното македонското историско име и достоинство. Така. Значи јас ќе се обидам накратко да одговорам на двете прашања. Благодарам на сите слушатели кои што упатија прашање до мене. Прво, ветувам дека во многу брзо време повторно ќе се јавиме, нели повторно ќе бидам дел од вашата емисија. Секако ќе се договориме тоа со Јон, кога ќе биде. Во однос на првото прашање, зошто новинарите се толку навивачки и практично се поставуваат во улога на портпароли на владата, не знам дали забележувате, но јас веќе не сум дел од тие дебатни емисии. Одам само таму каде што ќе проценам дека новинарот или новинарката не е дел од таа купена пропаганда која што во Македонија е веќе толку очигледна. Во Македонија, за жал, имаме буквално Министерство за пропаганда. Имаме над 100 луѓе кои што се советници на премиерот и кои постојано на дневна основа работат со цел да се дискредитираат луѓето кои што ги бранат македонските интереси. Во таа прва борбена линија би рекла сум јас, мене постојано нели ми доаѓаат секакви дискредитирачки изјави од страна на тие пропагандисти, сакаат да ме дискредитираат дека наводно сум била, не знам, сум учествувала во 8 управни одбори во времето на ВМРО, што лажат дрско и не знаат више како да лажат повеќе од тоа што го прават. Значи сакаат буквално секој оно што се грижи за татковината има повисока цел, да не потпаѓа под оние дневно политички интереси или интереси на туѓенци, да бидат дискредитирани пред народот, ама тоа не им успева. Јас, например, во текот на оваа кампања не учествував во ниту една од тие дебатни емисии на Телма, на 24 вести, па дури и на Канал 5, затоа што мислам дека новинарите се платени во насока на тоа да бидат послушници на власта и да ги тераат дебатните емисии така како да се буквално од другата страна да зборува Зоран Заев, а не е новинар. Тоа го видовме и на Телма, нели кога гостуваше председателот Мицкоски, видовме и во многу други случаи, сега да не ги поименувам новинарите, ние си ги знаеме сите тука. Зошто е тоа така? Јас не случајно реков дека во Македонија легна огромен број на странски пари. Фондовите од USAID беа злоупотребени и сега добро е што се отвора постапки во Америка на Judicial Watch тоа да се истражи, да се види зошто парите на американските државјани одат за референдумски цели или цели изборни во Македонија. Кој го дозволил тоа и кој го наредил тоа? И јас мислам дека многу брзо ќе имаме одговор на тоа прашање, бидејќи истражните органи во Америка не се како кај нас, туку се многу би рекла, организирани и кога ќе дојде виделината или вистината која ќе исплива на виделина, практично ќе се види и зошто нашиве новинари, нашиве дежурни експерти кои што навиваа за договорот од Преспа, тоа го правеле. Тоа го правеле само од лукративна цел. Тие земале пари и парите мора да се одработат. За жал, земале пари да се зборува против татковината. Земале пари да се зборува против националните интереси на државата. Па мислам дека нема по-мизерно нешто од тоа. Да се биде во одредена област, значи да се држиш до твојата област, до правилата кои што се напишани во областа, а не да им служиш на власта и на владеачките структури. Не да им служиш на странците кога ќе те платат. Тоа е разликата меѓу нас и тие. Мислам дека таа разлика има многу јасно видлива на сите граѓани, особено на македонците, бидејќи како е можно целото обраќање на председателот Иванов да не одеше интегрално на сите национални телевизии во Македонија? Како е можно институција председател да биде игнорирана од страна на националните телевизии? Ние го добивме сигналот преку интернет. Јас, например, го слушав обраќањето преку интернет.
на господинот Иванов. Како е возможно во држава каде што треба да се почитуваат институциите, бидејќи Иванов е личност, но Иванов е институција пред се, да не се почитува дека кога зборува институцијата председател на држава и само во одредени сегменти да се вадат неговите обраќања. Само таму каде што тоа можеби одговара или не одговара, а да се нема интегралниот текст, интегралното обраќање. Значи, ние пак ќе кажам, Македонија е под една специјална војна на надворешен, би рекла, креатор на тоа сценарио, но и домашни маши, вклучувајќи ги и Зоран Заев, и Радмила Шекеринска и сите тие, кои учествуваат, кои што се директни колаборанти на тие странски интереси и кои ги спроведуваат таквите политики во земјата, се со цел да се обезличиме и да се обезимениме и да останеме без она што ни е најсвето. И во таа група влегуваат и новинарите, влегуваат и експертите кои што се платени за таа цел. Многу брзо ќе видиме каде легнале тие пари. Видовме дека преку фондот за иновации многу од новинарите се веќе платени како наводно иноватори. Некои од нив земале по 200.000 евра, некои од нив земали по половина милион евра. Тие пари сега ги одработуваат, но тие пари, ја стално велам, тие пари се колнети. Тие пари нема да им донесат среќа. Многу пати на Твитер. Бидејќи татковината нема пари, нема цена. Татковината не смее да биде предмет на продажба. Јас затоа често пати во моите изјави, во моите Facebook изјави, пишани текстови велам дека татковината не смее да биде предмет на продажба и во државата не смее да се води пазарна политика. Треба да се води државна политика. Политика која што има државни интереси, за заштита на националните интереси. Токму така. И за крај уште... сега, се надевам дека ако има уште прашања, тука сум. За крај уште едно прашање лично од мене. Дали имате амбиции на следните председателски избори да постанете прва жена председател на Македонија, мајка на нацијата? Ви благодарам на прашањето. Имам голема поддршка од многу мои симпатизери, македонци кои што навистина се загрижени во овој момент. Верувајте, тоа не зависи само од мене. Во државата има предлагачи, нели? Овластени предлагачи за кандидатура за председател. Доколку некој процени дека, доколку партијата процени дека треба да ме кандидира, секако дека јас таа кандидатура нема да ја одбијам. Но сепак оставам на партијата да процени што е потребно во моментов за државата и соодветно на тоа да се реагира, да се... Така, ви посакуваме многу успех. Голема благодарност за учеството на Македонски корени. Ни причинуваше задоволство што бевте со нас, господја Каракамишева. Ви посакуваме многу успех. Јас ви благодарам за поканата, ви благодарам што одвоивте време, драгоцено време и сите слушатели одвоија драгоцено време да ги слушнат овие мои размисли. Убав е насловот на емисијата Македонски корени, да дае Господ да си ги зачуваме македонските корени од сега и за навек. Господја Каракамишева, и за на крај, вие бевте едно време, имавте емисија на Слободна Македонија. Што е со тоа радио? Колку што ја знам, тоа радио затвори. Згасна. Така се моите информации. Не знам, веројатно затоа што нема веќе инвеститор, нема човек кој што ќе покрие трошоците на радиото. Многу убаво радио кое што заради финансиски причини не успеа да се одржи во етерот, но се надевам дека набрзо ќе се променат работите, дека повторно ќе допре гласот на Радио Слободна Македонија до секој слушател. И како пообичај, дека тоа израчеше и не само во Македонија, туку и надвор, но економските, мислам дека причини беа главната причина за и како пообичај економската причина за нашето, има финансиски средства за Слободна Европа, за Глас од Америка, за тоа има пари, а за Глас од Македонија нема. За сочувување на Македонија нема. Ние наоѓаме начини како да допреме до сите македонци. Јас навистина пак ќе кажам, ќе повторам, сум горда на македонците во диаспората и верувам во нив и верувам во овие судбоносни денови за Македонија дека таа поддршка ќе биде уште поголема, затоа што само здружени и само сплотени можеме заедно. Поинаку јас не гледам
не гледам можност за успех за државата. Ние, мнозинството од тука, од далечна Австралија, ви порачуваме да делувате што повеќе, впрочем како и досега, да ни ја сочувате уставноста на Македонија и уставното македонско име. Многу поздрав и до слушање во некоја блиска иднина. Благодарам на вас за интересот и ќе коригирам. Македонија не е уставно име, Македонија ни е вековно име. Да. Уставот се менува, меѓутоа историското име остава. Така. Добро, уште еднаш. Благодариме. Пријатно и се слушаме за скоро. Пријатно. Се слушаме, поздрав. Поздрав. Ето, почитувани слушатели, тоа беше господја Каракамишева, доктор Каракамишева по политички науки. Таа ни вети дека повторно ќе биде заедно со нас. Навистина се собрало што велат старите и сакаме се да ви пренесеме, меѓутоа времето некако не тепа. Па затоа таа ни вети дека повторно ќе се слушнеме и ако повторно немаме време, повторно ќе ја побараме. Така да мора да ги дозавршиме сите овие работи кои што ги планиравме. Останете и понатака, имам уште 20 минути на македонски корени, имам уште една стара песна, Димитрија Млад Делија.